Вашковска реплика, повеле. Ќе бидам многу кратка. Колега Коцич, значи впечатокот е дека се јавивте за збор колку да го исчитате ова што е јавно достапно, го има на веб страна, не ги споредувавте, не ги читавте бројките и многу кратко сакам да ви одговорам со 2-3 реченици кои што ќе дадат одговор на сите ваши забелешки, мислам. Веќе неколку пати во расправава оваа точка споменавме дека да, предвидени се тие средства што ги прочитавте во буџетот, меѓутоа ни 50% не ги добива Македонската радиотелевизија од предвидените средства во буџетот кои што им следуваат по закон. Заради тоа, тие сега ги намалуваат средствата. И една друга работа која ни падна во очи, ја мислам дека не смееме овдека никој од нас да си дозволиме да го зборуваме. Значи, веќе неколку години во Собраниево постојат унифицирани извештаи, по кои унифицирани извештаи даваат и Македонска радиотелевизија, и агенции формирани од Собрание, и други институции, и во тие унифицирани извештаи, ова што го кажувате, може би е глупаво што ќе се задржам на ова, меѓутоа обрнавте внимание критикувајќи ги луѓево, ставките за гуми и ставките за одржување на возила секаде се даваат различно, значи се работи за две различни ставки. И почитуван колега, и вие и јас доаѓаме од внатрешноста на Република Македонија и сигурно го имате податокот, односно се надевам дека соработувате со новинарите и знаете дека дописниците на Македонската радиотелевизија немаат превоз, односно немаат возила во внатрешноста на Македонија. И како мислите дека се движат онам каде што има случувања, односно од каде што треба да не информираат за случувањето во внатрешноста на Македонија? Сигурно со такси превоз. Сигурно овие луѓе во Скопје не плаќаат такси превоз да се шетат во Скопје. И мислам дека овие средства воопшто не треба да им се укинат, заради тоа што условите во кои што работат представниците, односно дописниците на Македонската радиотелевизија во внатрешноста на Македонија се навистина тешки, работат во тешки услови и немојте да се залагате уште ова нешто кое што го има да им се укине. Благодарам.